Откако благодарение на председателката дознавме дека нашиот владин авион е најмал и најстар во регионот. Време е за други вести. Еве што има ново. Министерот за внатрешни работи Панча Тошковски објави дека до јавното обвинителство за гонење организиран криминал и висока корупција е поднесена кривична пријава против 10 лица, осомничени дека се поврзани со нелегално производство и пуштање во промет наркотична дрога. Двајца од осомничените веќе се во 48-часовен притвор, а истрагата што ја води МВР во координација со обвинителството е поврзана и со дрогата пронајдена во соседна Србија, за која постојат индиции дека потекнува од производствени капацитети за така наречена медицински канабис во државава. Одземени се околу 40 тони марихуана, за која надлежната комисија констатирала дека не била третирана во согласност со законските прописи. Во фаза на имплементација е паметен зелен бран на скопските булевари, изјави министерот за внатрешни работи Панча Тошковски во емисијата Клик Плюс. Нема човек кој управува моторно возило во Скопје и кој што не ги гледа придобивките од системот Безбеден град. Го нема веќе дивењето по улиците, ги нема ненормалните брзини и тоа се гледа. Ја нема таа нетрпеливост. Бројките на сообраќајните незгоди се намалуваат, бројките на повредени лица се намалуваат. Целта која сакавме да ја постигнеме и тоа како има одзив од јавноста, рече тој. Најави дека во иднина ќе евидентираат и погрешно запирање и паркирање и тоа ќе биде констатирано како прекршок од овие паметни камери. Дузина цариници се осудени за земање рушвет. Во основниот кривичен суд Скопје беше објавена неправосилна пресуда во предметот со кодно име Премин, застапуван од специјализираното оделение за гонење на кривични дела, сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција при основното јавно обвинителство ГОКК. Во предметот беа опфатени повеќе царински службеници од царинските испостави Новосело и Дојран. Со пресудата 12 обвинети лица се огласени за виновни за сторени кривични дела, примање подкуп и злоупотреба на службената положба и овластување. Како што информираат од обвинителството, 4 обвинети се осудени на ефективни казни затвор во траење од 1 година и 6 месеци до 3 години, додека на останатите осумина обвинети им се изречени условни осуди. Ленча Ристоска апсолутно не е во игра за нов државен јавен обвинител, вели премиерот Христијан Мицкоски на прашањето дали владата се одлучила кој да биде нов шеф на јавното обвинителство. Прашањето следува откако Советот на јавни обвинители пред 2 дена на владата и достави список со позитивно мислење за 4 од 5 пријавени кандидати за функцијата државен јавен обвинител. Мојот став поврзан со тоа име е апсолутно дека не е во игра, изјави премиерот. Научно-стручна расправа по предлог законот за помилување ќе се одржи денеска на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје. Организаторите на расправата, Сдруженијето за кривично право и криминологија на Македонија и Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје најавија дека на расправата ќе се обратат председателката Гордана Силјановска-Давкова, министерот за правда Игор Филков, деканот на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје Саша Георгиевски и председателката Александра Груевска-Дракулевски. Сдруженијето посочува дека целта на предлог законот за помилување е да воспостави јасна, транспарентна и временски ограничена постапка. Во втората половина од 2025 година, најголем пораст на цените на продадените станови споредбено со истиот период од претходната година е забележан во Куманово 24%, во Тетово зголемувањето изнесува 22%, а во скопските општини Карпош, Киселавода и Газибава цените се повисоки за по 16%. Во Центар растот е 14%. Единствено Гостивар бележи пат на цените на становите за околу 2%. Најмногу продажби на станови во второто 6 месечи од 2025 година има во Аеродром 240, Чаер 188, Центар 186, Карпош 171, а највисока вкупна вредност на остварена цена од продажба на станови постигната е во Центар 1.379.518 денари.
Се чисти отпад во реката Осојница. Еколошката организација Екосвест информираше дека на нивниот сервис Зелен телефон стигнала пријава за огромно количество отпад покрај коритото на реката Осојница. Веднаш по пријавата Екосвест поднала барање за инспекциски надзор до општинските инспекциски служби заедно со доставениот доказан материјал од пријавителите. Екоактивистите информираат дека Зелен телефон 071 600 333 е бесплатна алатка за граѓаните да пријавуваат еколошки проблеми и да се едуцираат за начините на решавање на истите. Далмација повторно беше погодена од бран нестабилно време. Циклонот што дејствува над големиот дел од Јадренското море донесе засилување на југот, дожд и грмотевици, а поради циклонската плима морето брзо се крева. Врвот на влошување на времето е забележано во текот на ноќта. Последиците од промената на времето се веќе видливи на северот од земјата. Врне дожд во Истра, има врнежи од дожд и грмотевици, а локално наврнале околу 20 литри дожд на квадратен метар. Во исто време дува јужен ветер по целиот Јадранско море, кој се засилува и наместа има бури. Најсилниот јужен ветер е забележан во северна Далмација и северниот дел на Јадранското море, каде што налетите на ветерот достигнуваат околу 90 км на час. Поранешниот принц Ендру, чие целосно име е Ендру Муандатен Виндзор, по 12 часа е ослободен од полициски притвор откако вчера беше уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција, пишуваат британските медиуми. Сепак, како што пишува BBC, тој останува под истрага и може повторно да биде уапсен или да биде побаран на дополнителни испрашувања. Според пишувањата, претресите на Royal Lodge, поранешниот дом на Ендру, ќе продолжат и денеска. Тој стана првиот висок член на кралското семејство, уапсен по речиси 4 века. Администраторите на имотот на Џефри Епстин се согласија да платат околу 35 милиони долари за решавање на групна тужба во која двајца советници на финансиерот се обвинети за помагање и поттикнување на сексуална експлоатација на млади жени и тинејџерки. Воедно создадоа фонд за обештетување на жртви, кој веќе исплати околу 121 милион долари, додека 49 милиони долари се дадени во дополнителни спогодби. Трамп предупреди дека Иран има рок од 10 до 15 дена за договор за нуклеарната програма. Во спротивно, ќе следат лоши работи, зголемувајќи ја загриженоста од нов конфликт. Загриженоста од можен воен судар меѓу САД и Иран повторно се засилува и покрај тековните дипломатски обиди. Американскиот претседател Доналд Трамп повторно ја повика иранската влада да направи отстапки. Малтренажен и лесен борбен авион на ирански воздухопловни сили се урна вчера во западен Иран, при што загина еден од двајцата пилоти. Другиот е неповреден, јави државната телевизија, додавајќи дека е во тек истрага за да се утврди причината за несреќата. Брод што сообраќал на линијата Родос-Турција потонал во турското бродоградилиште. Снимките ја покажуваат спасувачката операција на 6 членови на екипажот на полупотонатиот брод. 6 морнари беа префрлени на безбедна локација и беа подложени на превентивни медицински прегледи, без никој да биде повреден. Бродот привремено ги прекинал своите пловидби во 2025 година, поради причини поврзани со одржување. Биле евидентирани 18 технички недостатоци при последната инспекција, а неодамна бил префрлен за обемни поправки и реновирање во пресред на летната сезона оваа година. Актерот Ерик Ден почина на 53 годишна возраст по долга борба со АЛС. Тој починал синоќа во болницата во Лос Анџелес, обкружен со сопругата, ќерките, пријателите и роднините. Звездата на серијата вовед во Анатомија објави уште во април минатата година дека му е дијагностицирана АЛС. Тој објасни како патот до точна дијагноза бил исцрпувачки. Со месеци одел од еден специјалист до друг, правејќи бројни тестови, се додека неврологот конечно не му ја соопштил тешката вест.
Доналд Трамп им нареди на американските агенции, вклучувајќи го и Министерството за одбрана, да почнат процес на идентификување и објавување на сите владини документи за вонземјани и вонземски живот. Тој кажа дека се решил на ваков потек откако го обвини Барак Обама за откривање доверливи информации, кога во еден подкаст оваа недела тој кажа дека вонземјаните се вистински. Тој не требаше да го направи тоа, направи голема грешка, рече Трамп. Запрашан од новинарите дали тој верува во вонземјани, Трамп одговори: "Не знам дали постојат или не." Благодарам што погледнавте уште едни вести на Слободен печат. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.